Денес почнува 35-тото издание на Штипското културно лето. Заради актуелната состојба со пандемијата, годинава летната културна понуда во Штип е крајно редуцирана, со само 13 содржини кои ќе се реализираат на летната сцена на Домот на млади во Штип. Согласно здравствените протоколи, организаторот, локалната самоуправа, ги превзема сите мерки за заштита на здравјето на публиката и уметниците, вели Кирил Панајотов, советник за култура во општина Штип. Заради безбедносните протоколи, сите манифестации ќе се реализираат на отворено, односно во Домот на младите, во летната бавча на Домот на младите, во период, во најголемиот дел, од 20:30, некои се и од 22 часот. Преку строго прочитување на протоколите, строго регулиран влез, држење на дистанца, носење на маски. Штипското културно лето вообичаено почнува со содржини наменети за најмладата публика. Денес почнува онлайн балетската школа за деца, а ќе биде промовирана и книгата за деца Приказни за мачорот Ал од Трајче Кацаров. И покрај редуцираната програма, организаторот се надева дека ќе го освежи ова лето во Штип со содржини за љубителите на музиката и театарот. Промоција на рок албум, потоа модерна музика, промоција на модерна музика од Нино Манчини. Имаме театарска представа Прво лице Еднина. Исто така имаме и еден кабаретски настап на Трајче Јованов, гледате радио. Има и други содржини, севкупно 13 содржини, многу по скратено Штипско културно лето ќе има, меѓутоа се надеваме по-безбедно и сепак ќе ги задоволиме вкусовите и интересот Штип да ја продолжи традицијата на Штипско културно лето, меѓутоа и на културни збидувања во услови во кои што живееме и се бориме. До крајот на месецот ќе бидат реализирани 13 културни содржини на Штипското културно лето, годинава со буџет од 150.000 денари.